Неуспешна глума и обид да се врати довербата кај граѓаните беше наводното јавно дистанцирање на СДСМ од корумпираната ДУИ. Според експертите, провидните политички игри на Филипче и неговиот тим се прочитани и за кратко време се очекува да се обединат во пресрет на локалните избори со цел да обезбедат глас повеќе. Фактот што председателот на опозицијската СДСМ досега ја критикуваше ДУИ, а сега ја омекна риториката и вели дека се спремни да разговараат со сите политички партии за соработка на изборите, само ја потврдува непринципиелната политика, вели аналитичарот Љузим Фаризи. Според него не е ни чудно ако се формира една коалиција помеѓу СДСМ, ДУИ, Левица и крилото на Арбен Таравари, бидејќи само преку вакво обединување би можеле да добијат повеќе гласови на своето заедничко конто. Овој период тие купеа време се со цел за да се репозиционират кај граѓаните и сепак ќе дојде времето во ноември, октомври, кога ќе имаме избори, кога заедно ќе потврдиме дека во вториот круг тие ќе соработат во сите општини каде таму ќе можат, односно ќе излезат во вториот круг. Јас очекувам една коалиција помеѓу СДСМ, ДУИ, Левица и најверојатно и Арбен Таравари. Очигледно СДСМ како без компас се лизга низ политички тобоган во обид да обезбеди успех на предстојните локални избори. Венко Филипче, кој пред само некој месец целосно се огради од Ахмети, вчера најави дека вратите за соработка на локалните избори се отворени за сите, па дури и за нивните поранешни партнери. Директно прашан дали би коалицирал повторно со ДУИ, Филипче не се одрече од Ахмети како пред тоа, туку рече дека биле подготвени да разговараат со сите партии. Оваа изјава на Филипче дојде по јавно изнесениот став на влијателната пратеничка Сања Лукаревска, која рече дека ДУИ заслужува да остане во длабока опозиција. Но не е само Лукаревска. И самиот Филипче во декември јавно призна дека неговата партија падна на изборите и заради поданичкиот однос кон ДУИ. Еден месец после оваа изјава, Филипче отиде и подалеку, нарекувајќи ја ДУИ корумпирана, а нивните закани за опасни и неприфатливи.